Здраво на сите и добре дојдовте во подкастот Наука за сите. Денеска имам особено задоволство и чест да разговарам со најновиот член или приклоник кон иницијативата Наука за сите, а тоа е Милка Љончева, која што моментално истражува и работи на Институтот Јожеф Стефан во Словенија. Инаку јас не знам многу работи за неја и ќе ми биде огромно задоволство да ја запознам уште побаво, затоа што пред се се запознавме преку интернет и комунициравме преку интернет цело време. Така што се надевам дека преку овој разговор меѓу другото ќе се запознаеме уште подобро. Здраво Мими и добре дојде во оваа подкаст епизода. Здраво. Како се чувствуваш ова вечерно издание? Добро. Секако со многу мала доза на трема. Да, нема гајле, мислам, ќе биде се окей, мислам дека малку треба да се навикне. Сега ми кажа дека си во твојата лабораторија на институтот и нели за прво да се запознаеме, малку да ни кажеш повеќе за тебе. Доаѓаш по потекло си од Струмица, нели каде Така. учеше, што учеше, како ти се роди интересот за тоа што го истражуваш, учиш сега и како дојде. Знаеш, забележувам еден патерн дека многу на наши македонски, например, проспектни студенти завршуваат, нели, сепак на Институтот на Јожеф Стефан, барем познавам тројца тамо. Дори имавме и подкаст со Томе Евтимов, кој исто така беше дел од, нели, тој институт. Така што ако може да не ја кажеш приказната за тебе и како завршуваат многу македонски студенти токму на тој институт во Словенија. Па вака, како што кажа, се викам Милка, по потекло сум од Струмица, по професија сум фармацевт, магистрирав на фармацевскиот факултет во Скопје во 2015 година, со работа на катедрата за фармацевска технологија од областа на дизајнирање и оптимизација на наночестички за насочено делување на цитостатици. Може би оттаму започна желбата за истражувачка работа, која одреден период стагнираше заради експериментирање во професијата, но во 2016 година се одлучив дека сакам да го продолжам своето образование во насока на докторски студии. Во овој период исто така дознав за опциите за докторски студии во Словенија, кои што се пате многу поволни, особено за студенти од Западен Балкан, бидејќи државата има свој фонд за стипендирање на магистерски и докторски студии од државите од Западен Балкан, кои што стипендии се овозможува високо квалитетно едуцирање на Како се студентите аплицира кои за тие што стипендии? Одат преку нашите институции или треба директно да се аплицира преку некоја словенска институција? Тоа е апсолутно оди по словенски институции, тоа е словенскиот склад за кадри, кој што ги овозможува овие стипендии. И покрај тоа секако, како што спомна, и постои една добро развиена мрежа на студенти во Словенија, кои што меѓусебно разменуваат информации, соработуваат во однос на условите, во однос на конкурсите, така да благодарење на ова така микроопштество на македонски студенти во Словенија ги стекнуваме тие информации во право време. Аплицирав, ја добив стипендијата и дојдов во почетокот од 2017 година. Сум запишана на меѓународната постдипломска школа Јожеф Стефан, која е во склоп на Институтот Јожеф Стефан. Докторската дисертација ја работам во групата за органска анализа на одделот за науки за околината, кој што патеме вториот најголем одсек на институтот, број некаде околу 90 луѓе. Во склоп на овој одсек исто така имаме геоанализи, групи за неорганска анализа, разноразни метеоролошки истражувања и така натаму. Но јас се одлучив за групата за органска анализа, бидејќи сметав дека како фармацевт тоа би ми било најблиску до она што претходно имам работено, што се покажа и точно. Така, супер. Чекај, магистерските ги заврши во Македонија или? Така, да. Значи, во моментов работиш на твојата докторска дисертација. Да. Сега доаѓаме до она што е, нели, интересно околу темата.
Претходно ме информира дека и во самиот разговор сега спомна дека истражувате органски, така наречени органски загадувачи. И целата поента е да се истражи како тие органски загадувачи влијаат на животната средина и развивате методи разни на истражување, на детекција на истите и на ефектите кои што ги имаат не само врз флората и фауната, туку и на самиот човек. Ајде вака да почнеме од почеток, да ни објасниш што представуваат, што се всушност органските загадувачи. По дефиниција, органски загадувачи се сите супстанции кои што се присутни во еден или повеќе делови од животната средина, а имаат докажани или потенцијални токсични ефекти врз флората, фауната или врз човекот. Тоа се супстанции кои што обстојуваат или перзистираат, како што ние каме во животната средина во зависност од нивните физичко-хемиски својства од неколку денови и до неколку децении. Значи, тие не се разградуваат, туку остануваат во онај дел од животната средина, каде што биле ослободени и таму ги манифестираат своите токсични ефекти. Да биде попластично објаснувањето, ќе кажам дека од вкупниот број на органски соединенија кои постојат на планетата Земја, 9 милиони се присутни во животната средина, а само 8,5% од нив се идентификувани и нивната концентрација во одредени делови од животната средина е мерена. Тоа значи дека останатите 91,5% од сите присутни органски соединенија во животната средина останува да бидат идентифицирани, што представува основен предизвик на аналитичката хемија од областа на животната средина денес. Така, кои се примери на органски загадувачи кои што би биле препознатливи за пошироката јавност? Па вака, претпоставувам дека нашите слушатели под поемот органски загадувачи веднаш ги сврстуваат класичните индустријски хемикали кои се користат во производство на бои, лакови, гума, текстил и слично, но сепак под органски загадувачи спаѓаат и многу други супстанции за кои што можеби нашите слушатели не се свесни дека ние ги сврстуваме како органски загадувачи, а тоа се на пример конзервансите кои се денес присутни во речиси сите производи за нега на коса, кожа, во средства за сончање, како што се на пример парабените, имам вештачки засладувачи во храната, еритритол, ксилитол и слични. Потоа, многу голем број на соединенија кои се присутни во разни амбалажи во кои што е пакувана храната, која што ја конзумираме. Сите знаеме дека денес имаме достапна храна од секаде во светот која што патува и со месеци од другиот крај на светот дури да стигне до нас, и во тој период спакувана во тие амбалажи се случува една миграција на тие соединенија од амбалажите во храната и во пијалоците кои ги конзумираме. Па така тие супстанции поминуваат од храната во нашиот организам, а потоа се метаболизираат и се изфрлаат преку екскретите во животната средина. Исто така, таков пример на органски загадувач кој што веројатно ние сите не го сврстуваме во оваа група е кофеинот, кој што секојдневно го конзумираме. Како пример на супстанции кои се наоѓаат во амбалажите се бисфенолите, на пример, кои се употребуваат исто така во производство на пластика, на епокси смоли со кои што се обложени амбалажите, како на пример тетрапак амбалажите, лименките за пиво, за енергетски пијалоци. Исто така бисфенолите се употребуваат и во производството на термална хартија, тоа е хартијата на која што се печатат фискални сметки, билети и слично. Исто така се користат во изработка на CD-а, на разна спортска опрема, на медицински и стоматолошки помошни средства. Исто така сите ние ги имаме и во забните пломби. И интересно е дека постепено од забните пломби со тек на времето овие бисфеноли се ослободуваат во нашата плунка, која што со храната поминува во нашиот гастроинтестинален тракт, па потоа се метаболизираат. Така, значи, од тоа што можам да заклучам дека генерално постојат два патишта преку кои овие органски загадувачи завршуваат, да речеме, во животната средина, и едниот е преку директно преку нивното, да речеме, вметнување во самиот производ, кога се произведува, кога се синтетизира, например како, не знам, епокси смола или термална хартија, која што потоцна како отпад завршува во средината, а вториот пат е преку
метаболизирањето на истојот, тоест на тие органски загадувачи кои што нели поминуваат низ телата на човекот, односно преминуваат од тие синтетски материјали во храната, која што се конзумира, тие органски загадувачи до некој степен се метаболизираат и завршуваат во животната средина преку урината и фецесот, така? Тоа се Да. тие два патишта преку кои органските загадувачи завршуваат во животната средина. И сега, кој е всушност ефектот врз флората и фауната? Зошто е воопшто ова битно да го истражуваме и да го анализираме? Вака, најпрво би споменала дека сите овие органски загадувачи се присутни во одредени делови од животната средина во многу ниски концентрации, кои што се во рангот на милиграми или до нанограми на литар. Покрај тоа што овие концентрации изгледаат многу ниски и навидом безопасни, ние мораме да знаеме дека овде изборуваме за хронично изложување на растенијата и на животните, како и на човекот, на ниските концентрации на овие загадувачи, што во поголем број случаите значи и цел животен век. Овде би дала еден пример за како функционира овој циклус и зошто е важно да се потенцира концентрацијата, односно присуството на овие органски загадувачи во животната средина и нивните токсични ефекти. Често сме свесни дека и во нашата држава и во многу други држави за ѓубрење се користи природно ѓубриво, кој што се добива од домашни животни. И сега, доколку тие домашни животни се хранеле со храна која содржи вакви органски загадувачи, се хранеле со трева која што содржи пестициди, тие пестициди и тие сите други органски загадувачи кои што биле присутни во храната на тие домашни животни ќе бидат присутни и во фецесот, кој што подоцна се користи за ѓубрење на тие растенија. Од ѓубривото растенијата ги апсорбираат и остануваат во концентрации кои што ние можеме да ги определиме во самите растенија. Вакви истражувања имаме правено на пиперки и на домати, имаме утврдено концентрации на пестициди во листовите од природно ѓубриво. Сега, важно е исто така, бидејќи, како што кажавме, преку урината и фецесот на човекот, овие органски загадувачи завршуваат во канализацијата, односно во отпадните води, од каде што најчесто без никаква обработка во пречистителни станици завршуваат во површинските води, односно во реките и во езерата. Таму живеат голем број на риби, мекотелни организми, кои што, за жал, се така наречено жртви на токсичните ефекти на овие органски загадувачи. Сите овие органски загадувачи имаат широк спектар на токсични ефекти, како например од имуномодулаторни ефекти на цитостатиците, кои што знаеме дека кај човекот го намалуваат имуниот одговор, а исти ефекти имаат и кај животните. Бројни естрогени ефекти од страна на бисфенолите, кои што претходно ги споменав, кои што се излачуваат во деловите од животната средина. Исто така и од самите естрогени хормони кои што човекот природно ги лачи преку својата урина и фецес. Овие естрогени ефекти се манифестираат кај рибите со нарушено размножување, со полов диморфизам, а исто така се забележани бројни промени во однесувањето, како например при присуство на разни фармацевски активни супстанции од групата на антидепресивите, како што се сертралин, циталопрам и есциталопрам, кои кај луѓето се користат за третман на широк спектар на депресивни нарушувања, додека кај рибите предизвикуваат намалено движење, односно мотилитет, намалена тенденција за размножување, а кај некои видови на риби е пројавено и така наречено агресивно однесување. Крајниот токсичен ефект е предизвикување на смрт на одреден животински организам. И за пример би дала неколку студии кои што потврдуваат зголемена смртност на речните риби во близина на плантажи со канабис во Калифорнија. Веројатно слушателите би се прашале зошто. Тоа е затоа што при самото одгледување, при култивацијата на канабисот се користени пестициди кои што преку одводниот систем на самите плантажи без никакво прочистување отпадната вода се излеала во реките, каде што самите пестициди предизвикале зголемена смртност Така, на рибите.
Мене ми е, читајќи нели го вашиот опус, твојот и на твојата лабораторија, ми остави впечаток оној термин на хронично изложување, односно во суштина нели секогаш изложеноста на одредена супстанца има одреден, како да кажам, одредена корелација или одредена релација со време траењето на таа изложеност и тука станува збор нели за многу мали количини кои што се присутни во животната средина, но и кои што на пример во краток временски период до некој степен не би представувале некаков нели поголем проблем по здравјето на флората и фауната по човекот и така натаму, но проблемот настанува кога ќе се земе нели долг период и тие постепено нели затоа и се нарекува хронична изложеност, постепено го, да речеме, оштетуваат и здравјето на животните и на човекот и на растенијата. И сега бидејќи се работи за многу мали субстанци, тоест за мали количина субстанци кои што ги детектирате, дали може да ни објасниш како всушност вие ги мерите самите токсиколошки ефекти во средината, какви алатки користите, какви методи, како ги правите вашите истражувања во принцип? Вака, при органските загадувачи имаме три аспекти кои што треба да ги анализираме. Прво е да го идентификуваме нивното присуство во одреден дел од животната средина. Второ е, кога ќе го веќе идентификуваме, да развиеме доволно сензитивни методи за нивна квантификација, односно мерење на нивните концентрации. И трето, мораме да развиеме методи за испитување на нивните токсиколошки ефекти. Јас би започнала од идентификацијата и квантификацијата на органските загадувачи. Во нашата лабораторија идентификација и квантификација на веќе познати и на нови органски загадувачи се извршува на примероци од вода. Најчесто работиме со отпадна вода од пречистителни станици, односно земаме примероци од отпадна вода пред влезот во пречистителната станица и по излезот од пречистителната станица, кога се смета дека самата отпадна вода е доволно прочистена за да може да се влее во река или во езеро. Исто така анализираме и примероци од површински води, како што се реки, извори и езера, а неретко земаме и примероци од самото дно на самата река или на самото езеро, каде што седиментираат голем број на органски загадувачи кои што имаат одредени физичко-хемиски својства. Исто така анализираме и биолошки примероци, крв, најчесто плазма и урина. И при сите овие видови на примероци е важно да се потенцира дека органските загадувачи се присутни во екстремно ниски концентрации. Е сега кога се работи за отпадна и за површинска вода, ние земаме големи количини на големи волумени на примероци, например 5 до 10 литри, кои што подоцна ги концентрираме и ги филтрираме, ги прочистуваме најпрво механички, а потоа ги концентрираме. И исто така вршиме екстракција на оние супстанции кои што сакаме да ги детектираме, со тоа што ги сфрламе, односно ги елиминираме сите други супстанции кои што би потенцијално ни сметале во самата анализа. Временски вака, колку отприлика ви е потребно, нели, од кога ќе земете примерок до добивање на резултатите? Дали тоа да е релативно брзо или? Самото земање на примероци е доста специфично во зависност од самиот дел од животната средина од каде што се зема. Например, ако зборуваме за површински води, многу е важно да го следиме времето, со цел да земаме примероци точно тогаш кога сметаме дека концентрацијата на тие супстанции во површинските води ќе биде најрелевантна, најверодостојна. Например, во сезони кога немало обилни врнежи од дожд и снег во претходните 2 недели и нема да има во следните неколку дена додека земаме примероци. Бидејќи секако доколку има обилни врнежи, самата површинска вода ќе се разреди, па така нема да добиеме релевантни концентрации. И сега самото земање на примероци трае и до неколку
часа во зависност од типот на примероци кои што сакаме да ги земаме, доколку сакаме сложени примероци, земаме на пример 6 во период од 6 часа на секој час и по 100 милилитри на пример и потоа сите тие 600 милилитри ги здружуваме и така имаме композитен примерок. Додека најчесто заради временски ограничувања со апаратура се оди на греп семплинг. Тоа е метод со кој што се зема само примерок еднократно и се определуваат концентрациите на загадувачите Так, во него. во принцип повеќе одзема време на прибирањето на примероците отколку на самата лабораториска анализа. Да, еднаш кога се методите, аналитичките методи за екстракција, за концентрирање и за инструментална анализа на методите на самите органски загадувачи, постапката е робусна и брза, но самиот момент на развој на овие методи е клучниот сегмент од самите истражувања кој што зема најмногу време. Так. И до неколку месеци. Так. Вие исто така сте една од лабораториите кои што влегуваат во едно ново поле на истражување, покрај на класично истражување во контекст на еколошкото загадување, а тоа е така наречената дисциплина експозомика. Тоа е една нова дисциплина која што се појава некаде така за прв пат околу 2005 година, ако не се лажам. И во суштина го истражува факторот на средината врз живиот свет. Сега, дали тоест влијанието на средината врз живиот свет, дали би можела повеќе да ни објасниш во таа носока? Значи, што е всушност експозомика и во која насока истражувате во овој дел од вашата работа? Така. Експозомиката е еден доста интересен дел од ова аналитика која што се развива во последните 2 децении, речиси 2 децении, и се дефинира како дел од науката кој што се занимава со идентификација и квантификација на сите негенетски фактори кои што предизвикуваат промена на фенотипот на одреден организам. Следствено, секој животински растителен вид и човекот Само да имаат свој појасниме, експозом. фенотип е сите видливи карактеристики, физички карактеристики на организмот на животното. Така, исто така овде спаѓаат и разни промени кои што се предизвикуваат врз метаболизмот на самиот организам, врз продукцијата на хормони и слично. И сега кога зборуваме за човекот и човечкиот експозом, имаме многу широк спектар на ефекти од животната средина кои што ги истражува експозомиката, како на пример влијанието на социоекономските аспекти, влијанието на начинот на исхрана, на физичката активност, на нездравите навики како конзумирањето на алкохол, на дрога, пушењето, но исто така и изложеноста на загадување од самата животна средина. Овој сегмент од експозомиката се нарекува екоекспозомика и токму нашата лабораторија почна да се занимава со истражување од областа на екоекспозомиката во последните неколку години. Значи, експозомиката е далеку поширок концепт од само некое хемиско влијание на средината врз биолошкото ткиво, туку опфаќа многу поголеми фактори од типот, како што рече, на пример социоекономските услови на живот, навиките, однесувањето, меѓу другото и така натаму. И сега еден интересен дел во контекст на експозомиката, во превод како би било изложенологија на македонски или нешто така, нели? Така некако би било, да. Така нешто би било, да. Значи, во контекст на ова станува збор и за изложеноста на она што го спомнавме претходно, на конзервансите, и мене посебно ми остави впечаток во читајки дел од твоите статии, кои што патем околу 4-5 се објавени на Наука за сите. Ми остави впечаток оној момент за влијанието на конзервансите, кои што се употребуваат во голема мерка и во козметичките производи, меѓу другото, и нивното влијание и делување на оние што ги употребуваат. И ми кажа, претходно во нашиот личен разговор, дека
И самите во вашата лабораторија, ти и твоите колеги имате направено едно, да речеме, пилот или мини истражување со употреба на податоци и анализи врз примероци од самите вас во контекст нели на употребата на конзерванси и козметички производи. Може да ни кажеш нешто повеќе околу тоа? Па вака, во 2018 година нашата лабораторија стана дел од европска и национална мониторинг програма за квантификација на приоритизирани органски загадувачи во крв и урина на деца од школска возраст и тоа од 6 до 9 и од 12 до 15 години. Нашата лабораторија беше одговорна за идентификација и квантификација на бисфеноли и парабени, како што претходно спомнато, се најчесто користените конзерванси во сите козметички производи денес. Сапуни, шампони, се што користиме денес. И за таа цел ние се исправивме пред предизвикот да мораме да развиеме особено чувствителна метода за прочистување на крв и урина и за инструментална анализа на овие примероци за присуство на бисфенолите и на парабените. Сега карактеристично за нив е што се органски загадувачи кои што предизвикуваат хормонални нарушувања и затоа токму децата од школска возраст од 6 до 9 и од 12 до 15 години се целна група на ова истражување. Исто така би споменала дека овие се истражувања кои што се регулирани со сериозни етички кодекси, при што поради тоа што самите учесници беа малолетни, мора да исполнуваат прашалници со присуство на еден од родителите во врска со употребата на прехранските, мислам на Прехранбените. додатоците на исхрана, прехранските навики, употребата на козметички производи, исто така посета на болница, на училиште, кога биле на одмор, каде биле на одмор и слично. И целта на самата мониторинг програма беше доколку се детектираат самите бисфеноли и парабени во крвта и во урината на децата, да се направи корелација со употребата на козметичките производи, со посетата на болници, училишта и сите други претходно наведени параметри кои што ги исполнија во прашалниците. И сега за почеток ние моравме да развиеме аналитички методи, кои што кога завршивме со развојот, ги пробавме на наши примероци. Самите себе си тестиравте Да, пред. интересно е што за жал не можевме да земеме репрезентативен примерок бидејќи имаме многу малку колеги, Мм. но сепак се беше евидентна разлика помеѓу резултатите од колегите и од нас, колешките, кај кои што се идентификува многу повисоки концентрации на парабените и бисфенолите, кои што претпоставуваме дека можеме да го корелираме со пофреквентната употреба на козметичките производи. Да, ова е многу интересна поента. Да, во принцип, нели, мажите многу помалку користат козметички производи, нели, и во споредба, нели, со жените. Да. И еве, мислам, од вашиви резултати, кој што е многу интересна, нели, многу интересно пренаоѓање, испаѓа дека поради тој фактор, само поради тој фактор од козметика, типично, нели, жените се повеќе изложени на ваквите, да речеме, конзерванси или органски загатувачи кои што се дел од таквата материја. Што може да се направи во врска со тоа? Мислам, дали тоа значи дека повеќе треба да се работи на, да речеме, подобрување на самите конзерванси во козметиката, или пак може би било препорачливо, нели, да се намали со употребата на истата? И две би кажала, но сигурно нашите слушатели имаат искуство со тоа дека во последните неколку години особено модерно би кажала да се користат органски да се користи органска козметика во која што нема парабени, нема сулфати и слично. Но би напоменала дека секако козметиката не е единствениот извор. Меѓу другото, да. Така да би кажала дека без разлика на употребата на ваква органска козметика, не постои сомнеш дека барем еден од тие парабени, во случајов бидејќи ги има 7, би се идентификувал и квантификувал во екскрети од било кој човек. Така да некако
не можеме да се заштитиме целосно од тоа загадување. Да, но би можеле да го намалиме до некој степен, Да, нели? до И нас за е да го редуцираме. така. И за тоа е потребен оној концепт на биомониторинг, за кој што нели зборувате во вашите истражувања. И верувам дека во Словенија, според она што можев да го прочитам, постојат и национални мониторинг програми токму на оваа материја. И може да ни кажеш нешто повеќе околу тоа и дали кај нас воопшто има некој, дали во Македонија воопшто постои биомониторинг од овој тип и зошто е потребен во суштина ако не постои? Во Република Словенија Националниот институт за јавно здравје е одговорен за овие национални мониторинг програми, кои што се спроведуваат овде редовно од 2007 година. На почетокот се спроведувале само на возрастни лица, на старост од 20 до 40 години, и се спроведувале исто така на родилки со доенчиња стари 2 до 8 недели, бидејќи се испитувало присуството на тешки метали како што се жива, кадмиум, арсен, селен, бакар, олово во крвта и во мајчиното млеко. Исто така се испитувало и присуството на перзистентни органски загадувачи како што се органохлоридните пестициди, исто така во серум и во мајчино млеко. Веројатно иницијативата за овој национален мониторинг произлегува од веројатно нашите слушатели знаат дека во Словенија бил еден од најпознатите и најголемите рудници за жива, но исто така и од самиот момент дека постојат одредени делови од државата во кои што е повеќе развиено земјоделието и одгледувањето на одредени земјоделски култури при што се користи голема количина на пестициди. И во овие првични мониторинг програми се таргетирани токму лица кои што живееле во областите каде што биле рудниците и каде што е развиено земјоделието и е потенцирана употребата на овие органохлоридни пестициди. И сега од 2018 година започнува еден нов мониторинг на примероци на крв, урина, овде има вклучено и коса, и пот, и плунка кај деца и тинејџери, повторно од овие потенцијално најзагадени области на Словенија. Целта на сите овие биомониторинг програми е да се инициира превземање на долгорочни мерки со цел заштита на здравјето на сите учесници во самите биомониторинзи. И сега би сакала да напоменам дека од јавно достапните информации во Македонија не постојат вакви национални мониторинг програми. Би било доста корисно Посебно да се во области спроведува. како Велес, како нели каде што има и или во источна Македонија каде што има и повеќе рудници и така натаму, нели би било корисно да Така, се и ние во нашата држава имаме некои региони во кои што имаме особено развиена индустрија, па така на пример таргет региони би биле Скопје, Велес. Можеби исто така и Струмичкиот регион или целосно југоисточниот регион би бил таргет регион за ваков биомониторинг заради развиеното земјоделие и употребата на пестициди. така. Да. Вака сега од едниот текст, мислам дека беше последниот на наука за сите, видовме дека ваквите истражувања кои што нели типично започнуваат во контекст на загадување, во контекст на екологија и во контекст на ефект на животна средина, но исто така на некој начин може да се искористат во контекст на еден вид на форензика на масовно ниво. Така барем го дефинирам. Тоа е кога се употребуваат и се идентификуваат нели субстанци или метаболити од тие субстанци, како што се на пример илегални дроги, кои што завршуваат во канализацијата и доколку се истражат тие метаболити или тие субстанци кои што претставуваат еден вид потпис, еден вид на сигнал за употреба на такви илегални дроги или да речеме алкохоли, цигари и така натаму, би можело на едно масовно ниво, односно на ниво да речеме на град, на ниво на институција, ако се работи за еден вид на микропопулација, да се утврди до некој степен, тоест да се квантифицира
и да се процени дали и колку во таа, да речеме, микросредина има присуство на илегални дроги и други непосакувани супстанци, и мислам дека тоа е многу еден интересен метод, односно да се употреби вашата истражувачка стратегија и методологија во однос на една таква, нели, форензика, да се определи до кој степен се тие супстанци навлезени во една микросредина. Дали може да ни обясниш нешто повеќе околу ова, кој што мислам дека е многу корисен и интересен проект? Да, тоа е еден многу интересен концепт кој што е наречен Wastewater-Based Epidemiology или преведено на македонски епидемиолошки истражувања на отпадни води, кој што се користи за проценка на употребата на илегални дроги како што се хероин, кокаин, метадон, разни канабиноиди кои што укажуваат на употреба на марихуана, на алкохол и на цигари. И сега ова е иновативна методологија која што ги заменува класичните епидемиолошки прашалници, кои што за жал најчесто не се објективно одговорени од страна на испитаниците и покрај анонимноста. Тоа е во смисла кога оди некој и ги прашува, например, одредена група луѓе, прашуваат дали користите дроги, дали пиете алкохол, типично нели луѓето тежнеат да подлажуваат, еве така да кажеме, и да кажат дека не користат до тој степен, но преку оваа метода всушност индиректно би можело да се квантифицира до некој степен дали е тоа вистина или не, дали користат или не. Така. Тоа е доста иновативна и атрактивна методологија, која што често знае да биде и спорна, се разбира, во односно тоа каде се употребува. Ние исто така работиме епидемиолошки истражувања на отпадни води, и тоа работиме на ниво на градови, преку земање на примероци од пречистителни станици, односно од самата отпадна вода пред да влезе во пречистителната станица, со што добиваме проценка на употребата на илегални дроги на ниво на самото населено место. Исто така, истата методологија можеме да ја примениме, како што кажа претходно, и на одредени институции. Особено атрактивно е што ние го употребуваме самиот метод за проценка на употребата на илегални дроги, алкохол и цигари во основни и средни училишта и во факултети. При тоа би напоменала дека најпрво за изведување на вакви истражувања, односно за земање на примероци, мора да добиеме дозвола од самите институции, при што на почетокот од овие студии некои институции одбија да дадат дозвола. Исто така би сакала да наведам дека и доколку се идентификуваат и квантификуваат вакви илегални дроги или нивни метаболити во отпадни води од одредена воспитна образовна установа, за жал ова метода не може да каже дали се работи за употреба на вакви илегални дроги, алкохол или цигари од страна на самите ученици, односно студенти во факултетите или пак од страна на вработениот персонал. Да, не може да се идентификува кој и дали употребува, сепак се работи нели за истражување на популацијско ниво. Така што да. Доста интересно е што и оваа методологија се користи за проценка на употребата на илегални дроги во затвори. Тие микросредини се доста интересни, бидејќи во принцип би биле затворени и таму употребата на вакви супстанции би била потполно забранета и невозможна. Но за жал е докажано со многобројни студии дека насекаде во светот во многу затвори се користат илегални дроги. Всушност света таквата трговија, да, во таквите средини. Кај научниците исто така се појавила желба да истата методологија се аплицира и на државни институции, како на пример парламент, собрание, но за жал нема успешни обиди за спроведување на вакви истражувања досега. Да, дали ефектот на детекција на таквите нели супстанци метаболити од илегалните дроги опаѓа правопропорционално со оддалеченоста, во смисла дали најдобро се детектира непосредно околу самата институција, претпоставам тоа е така, колку повеќе нели се оддалечуваме, толку повеќе се меша таа отпадна вода со други нели отпадни води од други населени места, од други институции, така натаму, и се намалува нели ефектот. Колку сме поддалеку од самото место каде што земаме примерок, толку потенцијалот нели или довербата во податоците претпоставам се намалува, нели?
Така, како што оди отпадната вода од самата институција, например од еден факултет или едно средно училиште, кон пречистителната станица, толку повеќе се разредува, бидејќи во самата канализација се влива отпадна вода и од други извори. Затоа најрелевантни резултати добиваме доколку земаме примероци од отпадна вода од самата институција. Непосредно. Токму и затоа ви се потребни и нели дозволи да се праша институцијата од тој аспект, од тие причини. Добро. Ајде вака да скокнеме сега. Ова е навистина интересна тема за која што може би можеле да направиме еден цел подкаст токму само за оваа проблематика, но бидејќи компресираме прво запознавање со тебе во една епизода, би прешол и би сакал да го чуем твоето мислење за оној неодамнешен случај нели на загадувањето на реката Брегалница, кој што беше присутен во медиумите и мислам дека имаше некаква промена на бојата на водата. Што мислиш, што се случува, мислам, бидејќи не е прв инцидент од овој тип кај нас и едноставно, кој би било твојот совет во однос на истражувањето, што треба да се дознае, односно да се расчисти таа ситуација и што би требало да се превземе во суштина да се нели подобри квалитетот на реките, посебно во Македонија, како што се нели Брегалница, Вардар и така натаму. Така, неодамнешниот случај за ова акутно загадување на реката Брегалница беше еден типичен пример на индустријско загадување на површински води. Според јавно достапните информации се работи за излевање на огромна количина на непозната хемикалија во реката Брегалница, кој што ја промени бојата на водата. Според истражувањата, се вели дека оваа супстанца само транзитно поминала низ речното корито и дека не предизвикала никакво оштетување на животинскиот и растителниот свет, а самото риболовно друштво од градот потврдил дека не е забележан помор на рибите. Овде би потенцирала дека самиот инцидент дека не предизвикал помор на риби, не значи дека самата супстанца која што се излеала во реката Брегалница нема други токсични ефекти врз растителниот и животинскиот свет. Така, тоа е само е обрнато внимание на акутниот ефект од загадувањето, но не на оној хроничен за кој што нели вие истражувате и се специализирате во истиот. Или на најлошиот токсичен ефект кој што може да се случи, тоа е масовен помор на рибите. И сега во духот на претходно споменатите аспекти на анализите на животната средина, се јавуваат две основни потреби. Најпрво да се идентификува самата токсична супстанција и нејзиниот извор. И секако дека треба да се следи нејзината концентрација во водената животна средина, како и во седиментите од реката и во самите живи организми внатре кои живеат во реката, да се следи опаѓањето на нејзините концентрации со тек на времето. Исто така да се следи дали таа супстанца се таложи во речното дно, дали се таложи во водените организми. Сметам дека ваквите информации би довеле до поголеми сознанија во однос на индустријското загадување, бидејќи како што претходно споменав, имаме во Македонија региони со изразено развиена индустрија. Меѓу нив е секако и Штип со текстилната индустрија. Веројатно се работи за излевање на одредена супстанција од индустријата, која што сметам дека треба да покрене иницијатива за долгорочен и редовен мониторинг на флората и фауната. Така, тој сакав и јас да го спомнам, значи кај нас многу фалат студии од долгорочен карактер, посебно во контекст на нели екологијата и загадувањето на водите и другите средини. И сега уште една загрижувачка, да речеме, уште еден загрижувачки факт е од она што можев да го прочитам во твојата работа е дека дури добар дел од отпадните води, да речеме на Скопје, кој што поседува формално нели близу околу 700.000 жители, но неформално нели со циркулирање на околните средини и градови, веројатно секојдневно циркулираат повеќе од 1 милион луѓе во тој дел. Значи целата таа отпадна вода од Скопје и Скопскиот регион всушност во најголем дел непрочистена од овие нели органски загадувачи и другите супстанции кои што ги спомна,
завршува всушност во Вардар. Дали може да ни малку да го расчистиш тој дел и таа нели загрижувачка информација, бидејќи сметам дека тоа е исклучително голем проблем и кај нас посебно цело време секоја година во текот на студените месеци се зборува за енормно аерозагадување, но всушност ние имаме според она што го прочитав во твојата работа, всушност ние имаме и голем проблем со загадувањето на водите, значи не е само аерозагадувањето проблем во овој момент. Дали може да ги отвориме малку овие теми? Во принцип, најпрво би го објаснила циклусот како водата циркулира во животната средина. Како што кажав, отпадната вода од домаќинствата и од индустријата треба да заврши во пречистителна станица. Таму најпрво водата механички се чисти од макрозагадувања, подоцна се третира хемиски и со тие хемиски процеси се уништуваат најголем дел од овие органски загадувачи, пошто водата се смета за доволно прочистена да се излее во површинските води, односно во реките и во езерата. Во идеален случај, тоа би требало да биде во секое населено место или во секој регион. Но за жал, во Република Македонија, според јавно достапните податоци, активно функционираат 28 прочистителни станици со вкупен капацитет кој еднаков на 24,5% од населението во Република Македонија. Значи Како што и всушност самиот спомена, само 1/4 од да речеме производот од отпадните води технички се процесира, другите 3/4 завршуваат непроцесирани во нашите реки и нашиот езера. во речните корита. Што е многу загрижувачки податок, мислам, тоа е Да. Интересно е да се каже дека во последниот период, например, во последните 2-3 години активно се работи на градење на нови пречистителни станици, но секако тоа е процес кој што ќе трае уште неколку години, дури не се покрие задоволителен процент од сите отпадни води кои што се излеваат во Што значи во нашите задоволителен реки и процент? езера. Мислам според да речеме европските практики или еве во Словенија, што се прифаќа како референтна вредност преку која се смета дека е нели добар процент на обработка на отпадните води? Во идеален случај тоа би било 100%. Да, се разбира, но Односно- зборуваме во реален случај како се прифаќаат овие вредности. Во реален случај нема одредени вредности кои што се прифатливи, се работи на тоа колку што може повеќе. Сепак, за пример би кажала дека според извештајот на Економската комисија на Обединетите нации за Европа, објавен кон крајот на 2019 година, во Македонија само како резултат на овој недостаток на пречистителни станици, само 12,5% од анализираните површински води имаат задоволителен квалитет. Што значи дека и ние сме далеку од задоволувањето на критериумите во однос на квалитетот на водата. Најпрво преку Да. прочистување на отпадните води, а потоа и на одржувањето на квалитетот на површинските води. Така, еве откривме уште еден голем проблем, нели, покрај аерозагадувањето. Ова е навистина поразителен податок и навистина се надевам дека овој подкаст ќе го слушнат повеќе луѓе кои што имаат улога во овој дел од нели екологијата во Македонија и кои што би биле мотивирани и инспирирани понатака да преземат нешто. И неминовно нели мора тука да го спомнеме и Охрид, Охридското езеро како најголем и најстар воден базен, мислам дека во Европа, така, и како најголема водена површина во Република Македонија. И дали си запознаена и колку си запознаена со состојбите и со проблемот на загадувањето на Охридското езеро и што всушност може да се превземе за тоа да се намали и подобри и така натаму? Така, што знаеме, Охрид е уникатен воден систем во кој што живеат повеќе од 200 ендемични видови. За жал, во 2019 година по предлог на УНЕСКО беше на чекор до додавање на листата за загрозени природни и културни светски наследства поради недоволен напредок во решавањето на проблемите
и на постојаните закани од големите инфраструктурни и развојни проекти, со кои што секако го загадуваат крајбрежјето на Охридското езеро и самото Охридско езеро. И сега, како одговор на овој настан е припремен нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за период од 2019 до 2028 година. Секако во овој нацрт извештај една од клучните задачи е реконструкција на постоечката прочистителна станица во Враништа. Би кажала овде дека денес 35% од отпадните води од областа Охрид и Струга не се третираат воопшто и директно завршуваат во езерото. Поради недоволно функционален и недовршен колекторски систем кој што ја собира отпадната вода и потоа ја носи во прочистителната станица. Исто така случај е и чест случај е да при поројни дождови и поплави овој колекторски систем и самата прочистителна станица се преоптоварува, па така отпадните води кои што дошле до самата прочистителна станица заради зголемениот волумен брзо поминуваат низ прочистителните процеси и недоволно прочистени се испуштаат во езерото. Кој е ефектот врз има студии за животната средина, за рибите, за растенијата во Охридското езеро, дали има некаква студија, дали си запознаена? Кој што може директно да го поврзе ефектот од токму ова загадување и последиците по животинскиот свет. Па така, истражувањето во однос на присуството на органски загадувачи во Охридското езеро започнале во 90-тите години на изминатиот век. Постојат студии за испитувањето на присуството на хлорирани пестициди и полихлорирани бифенили, тоа се групи на перзистентни и добро познати органски загадувачи. Една од тие студии потврдува присуство на овие соединенија во 7 видови на риби, вклучително пастрамка, охридска белвица и краб. Во друга студија органохлоридните пестициди се потврдени во водите од албанското и македонското крајбрежје на Охридското езеро. Иако утврдените концентрации во овие студии се под прагот на токсичноста на самите пестициди, повторно се враќаме на моментот на хронично изложување на рибите и другите живи организми на овие органски загадувачи. Би потенцирала дека во 2010 година објавен исто така научен труд со кој што се потврдува присуството и акумулацијата на тешки метали во вода и седименти од албанското крајбрежје на Охридското езеро, но вакви податоци за вода од македонското крајбрежје нема. Значи не се прават некои пообемни или да речеме по-чести истражувања на оваа проблематика. Така, за жал не. Сега кога ќе се вратиме назад за органските загадувачи за кои што претходно зборувавме, постои недостаток од научни студии за идентификација и квантификација на овие органски загадувачи во води и седименти од Охридското езеро, кои што поради самата експлоатација, би кажала, од страна на самите жители, со изградбата на разни инфраструктурни објекти, се претпоставува дека концентрацијата на овие органски загадувачи би требало да биде загрижувачка. Да, не е баш пријатно да се слушнат вакви информации, но мора да се соочиме со реалноста и мора да повикаме нешто да се превземе во врска со тоа и затоа е токму потребно да зборуваме на овие теми. И мило ми е што си токму вистинскиот соговорник за ваквите теми, односно имаш познавање, експертиза и податоци за нашите услови, за нашите средини и верувам дека или се надевам дека ќе стигнат до вистинските уши овие зборови, овие информации, нешто да се превземе конечно кај нас. И сега кажи би за крај, бидејќи веќе приближуваме кон лимитот на човековата бешика. Така што да те прашам за крај за уште една интересна, да речеме, верзија на вашите истражувања, која што може да се употреби во контекст на пандемијата, со
коронавирусот и да ми кажеш нешто во врска со тоа покрај нели употребата на ваквата технологија во испитување на детекција на илегални супстанции во канализацијата и отпадните води. Исто така развивате и некаков модел или некаков, да речеме, метод за поврзување на епидемиолошките податоци од или здравствените последици од коронавирусот, односно од COVID-19 и средината во која што луѓето живеат и нели во која што постои, односно е активна епидемијата. Значи, ако може да ми кажеш нешто повеќе во врска со тоа и за некои твои генерални идни планови за твојата нели професионална работа. Така. Како и сите научници и ние уште од почетокот на оваа пандемија размислувавме како да го модифицираме нашето знаење, нашето искуство од областа на истражувањето на животната средина во служба на придобивање на повеќе знаења во врска со COVID-19. Идеја која што заеднички ја дебатираме се уште е да се вклучиме како партнери во проекти во кои што би мереле концентрации на избрана листа на органски загадувачи кои што имаат потенцијално или докажано негативно влијание врз имунолошката функција на човековиот организам. Истите би ги определувале во примероци од крв и плазма на пациенти кои што развиле различен степен на клиничка слика при инфекција со коронавирусот. Со тоа би добиле една слика и корелација на нивоата на органски загадувачи во крвта и плазмата од овие пациенти и би ја поврзале со самата симптоматологија која што пациентите ја развиле. Со тоа сметаме дека ќе дојдеме до значајни корелации кои што ќе ни укажат дека високи концентрации на одредени органски загадувачи и нивни биомаркери кои што го намалуваат имунолошкиот одговор на организмот придонесуваат кон поволните услови за развој на тешки симптоми и тешка клиничка слика кај одредени пациенти. Се надевам дека навистина ќе успеете во овој потфат. Имате, мислам, конкретно работите на некои студии во моментот или се уште на ниво на развојна идеја? Моментално работиме на дизајнирање на студиите, бидејќи овде е доста специфично дизајнирањето на самите студии, бидејќи зборуваме за пациенти со различна клиничка слика, но сепак за да добиеме веродостојни податоци мораме да избереме група на пациенти, односно на учесници во самата студија за кои што сигурно знаеме дека не биле инфицирани со вирусот. Но исто така постои веројатност да тие лица не го развиле самото заболување, но биле во контакт со самите вирусни честички, при што нивниот имунолошки систем дал одреден одговор со развој и синтеза на одредени антитела. Што значи дека нивниот имунолошки систем на ваков или онаков начин е во одреден степен повлијаен од присуството на вирусни честички. Односно, работиме на идејата како да селектираме репрезентативна контролна група на пациенти. Да, во сушност и самиот вирус нели спаѓа во овој контекст во полето на експозомика, нели, како некој надворешен патоген кој што влијае врз да речеме здравието и фенотипот на човекот. Така, со овие студии ние очекуваме и се надеваме дека ќе дојдеме до резултати кои што ќе ни укажат дека присуството на самиот вирус и развојот на самата инфекција ги модификува еден или повеќе нормални метаболички патишта во човековиот организам, што се надеваме дека ќе се одрази со зголемена или намалена синтеза на некои од веќе постоечките метаболити од човековиот организам или пак формирање на комплетно нови, како резултат на нарушување на метаболичките процеси. Јасно. Ви посакувам стварно многу успех, да успеете во тоа што го планирате да го сработите. Кажи ми што после
завршувањето после одбраната на докторската дисертација. И кажи ми уште еднаш кога ќе дојдеш во Македонија конечно да пиеме едно кафе. Кога ќе заврши ова епидемија, кога ќе се подобрат условите, тоа секако ќе се случи. Инаку сега во фокусот е завршувањето на експериментите од докторската дисертација. Понатаму би сакала да останам во областа на анализата на животната средина и сметам дека би било од огромна корист доколку моето знаење и искуство го применам во Македонија. Се надевам дека ќе имам прилика за истото. И јас Исто исто. така не е исклучена можноста за продолжување на постдокторски студии во странство. Добро, значи следниот пат се надевам се гледаме во Македонија кога ќе се спуштиш тука. Може да пиеме едно безкофинско кафе, нели, со оглед на муаветот за органските загадувачи. Без вештачки засладувачи. Помалку козметика. Така. Помалку дезодоранси ќе стане. Ево, ред ми, баш ми е мило вака, мислам дека одличен разговор направивме. Беше доста информативен, отвори многу интересни прашања и се надевам дека остануваме и понатака, тоест сигурен сум дека сме и понатака во контакти со работка и што побрзо, нели, да се запознаеме и физички и формално во живо, отколку само преку интернет, така што ти посакувам успех и остануваме во контакт. Фала што учествуваше во оваа епизода од подкастот Наука за сите. Ти благодарам и тебе за разговорот, се надевам дека ќе биде доста информативен и интересен за нашите слушатели и ќе ги поттикне да размислуваат за тоа што се има во нивната животна средина и секако во нивниот организам. Секако дека ние, доколку не следиме вакви истражувања, не сме свесни за самото влијание на животната средина врз нашиот организам, па нечесто чувствуваме некои симптоми кои што не знаеме да ги дефинираме и не знаеме причината, но дефинитивно голем дел од овие истражувања даваат одговор на тие прашања. Исто така се надевам дека ќе продолжиме со информирање на нашите читатели преку нашите статии, поврзани со анализата на животната средина. И на крај се надевам дека ќе се запознаеме. Да, и ќе создадеме на свет за одговорно однесување, затоа што токму затоа, нели, еве како што објасни опасноста демне од мали секојдневни работи кои што на долг рок на вистина го засегаат нашето здравје и би требало да бидеме малку посовесни и повнимателни, нели, во таа насока. Така што уште еднаш ти благодарам, има пријатна вечер, можеш да одиш дома, доста седиш во лабораторија, имаш право да спиеш и ти, така што остануваме во контакт и се слушаме повторно во наредна прилика. Поздрав, Мими. Се слушаме. Поздрав.